Многу хумани луѓе му помогнаа на семејството Трајковски. Во нивниот дом во Скопски Петровец постојано доаѓаат луѓе, на сметката стигнуваат финансиски средства. Сега имаат доволно дрва за грејење, млеко и храна за бебето, облека, пелени, средства за хигиена. Нивниот фрижидер повеќе не е празен. Но она што е најважно, светна струјата во нивниот дом. Па најпрво да се заблагодарам на сите што помогна, имаше премногу донации и пресрекни сме. Ни помогна и околу струјата. Моментално момчето отиде да ја плати струјата. Многу добри луѓе има и многу сум благодарна на се. Јоаким е сега срекно дете. На сите им благодарам, ова беше дури премногу за нас. Овој пат Симона ја затекнавме сама со 3-месечното бебе Јоаким. Бебето кое од своето раѓање за прв пат виде светло, сега полека се навикнува на светлината од сијалицата. Јовица отишол да ја плати сметката за струја, да врати поголем дел од долгот кон Евана. Сакам да кажам дека веќе немаме потреба од толку многу помош. Нека се пренасочи тоа кај луѓе што им е стварно потребна помош како на нас што ни беше. Има уште семејства што се без струја и без ваква помош, што им треба многу. Се јавија од Центарот за социјални работи и кажаа дека тоа не се виновни тие, туку дека така им налага некои нивни закони и дека во катастар ги пишува тие земјишта, тоа земјиште што они го рачунаат како обработлива, а не е тоа, не може да се користи. Ви понудија некаква помош? Па не викнаа пак на разговор, меѓутоа сега веќе кога најдовме работа нема ни потреба од социјално. Кога ќе почнеме со работа, тогаш ќе биде многу подобро. Јовица, кој како бранител го изгуби слухот, доби работа. Тој од 1 март ќе започне да работи во АД Бутел. Тоа ќе му помогне полесно да ги исплати останатите рати за струја. Откако Нова ја објави историјата за голготата на семејството Трајковски, кое живееше во мизерни услови, без струја, граѓаните слушнаа и се организираа да им помогнат. Многу хумани луѓе, фирми, невладини организации помогнаа на семејството Трајковски. Институциите и овој пат затаија. Во Македонија недостасува институционална грижа за вакви семејства, нешто за што сите ние плаќаме даноци.